Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве, денеска, како Света православна црква, ние ќе кажеме на нашето црковно радио за престојниот празник кој што ни престои, а тоа е собор на светите апостоли Петар и Павле. Драги браќа и сестри, Светата православна црква на 12 јули истовремено ги празнува двајцата велики апостоли Петар и Павле, кои таа воедно ги нарекува и првоврховни, првопрестолници и вселенски учители. Овие апостоли многу се потрудиле за распространувањето на Словото Божјо во светот, претрпеле многу страдања и гоненија и во своите посланија ги поставиле основните начела на христијанската вера и на христијанскиот живот. За животот и духовноста и историјата на апостолите Петар и Павле се опишува во книгата Дела апостолски, за апостол Петар пишува и во Светото Евангелие, а за животот на апостол Павле во голема мера пишува во неговите посланија. Апостолите Петар и Павле, слободно можеме да кажеме, се основа и темел на науката Христова. Самиот нивни живот ни сведочи и како отворена книга ни зборува за смислата на боговоплотувањето Христово, за создавањето и ширењето на црквата и за тајната на спасението на човечкиот род. Нивните животи и нивната вера, нивниот жар и увереност во вистината со аголниот камен врз кој ден денес се подпираат христијаните, тие се спој помеѓу старото и новото, помеѓу сомнежот и верата и помеѓу Христос и црквата. Она што им е заедничко на Петар и Павле е чудесното избирање и повикување на служба од страна на Господа Исуса Христа. Тие и двајцата биле големи проповедници и мисионери на христијанството меѓу паганите и меѓу еврејската диаспора. И двајцата, со целосна предаденост, го сведочиле Божјото Слово и воскреснатиот Спасител, и двајцата со темперамент и божествена ревност ги трпеле понижувањата и исмејувањата на оние кои не ја разбирале апсурдноста на верата, и на крајот и двајцата скоро во исто време маченички пострадале во престолнината на Римското царство. Свесни дека со својата крв ќе придонесат за раѓање, за никнување и за ширење на црквата Божја. Читајќи го житието на апостол Петар, се прашуваме која е таа сила што од еден обичен човек, од еден обичен рибар направила огнен проповедник и сведок на Божјото царство. Тој, обичниот и едноставниот рибар, со силата на својата проповед успел да го преобрази светот и да ја христијанизира тогашната славна и величествена Римска империја. Таа сила е силата на Светиот Дух, силата на Словото Божјо, односно силата на Христа, кој при нивното среќавање ги повикал и го повикал да ги остави рибарските мрежи и да престане да ја лови земната храна и да продолжи да лови луѓе, дарувајќи им ја многу понужната и попотребната небесна храна и питие. Апостол Петар, послушно покорувајќи се на зборовите Христови, напуштил се што дотогаш било вредно во неговиот живот и пошол по стапките Христови со целосна увереност дека чекори на вистинскиот пат и дека го следи долго очекуваниот Месија. Петар бил присутен на најважните настани од животот Христов, драги браќи и сестри.
Тој бил присутен при воскресението на Јаировата керка, бил присутен кога Христос се преобразил во славата на гората Тавор. Тој бил првиот од апостолите кому Марија Магдалина му ја соопштила веста за воскресението Христово, па заедно со неја поител кон Господовиот гроб и го видел празен. Петар, честопати заради својот темперамент, зборувал од името на сите апостоли. Тој бил првиот кој правилно ја исповедал верата во Исуса, нарекувајќи го Христос, Син на живиот Бог. Господ одговорил дека неговите цврсти зборови и неговата вера се аналогни на неговото име Петар, што значи камен, и врз таа карпа ќе ја изгради црквата и дека вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Во исто време Господ ветил дека нему ќе му ги даде клучевите од рајот, алудирајќи на неговата цврста вера, како камени на сите оние кои таа вера ќе живеат. Петар е апостолот кој го одржал говорот на Педесетница и заради кој поверувале неколку илјади луѓе во Господа Исуса Христа и со тоа се поставил почетокот на развојот на црквата. Апостол Петар го завршил својот свет живот маченички. Тој пострадал во Рим во 67-та година по Христа и бил растмат со главата надолу. За разлика од Петар, светиот апостол Павле, драги браќи и сестри, потекнувал од богато и образовано семејство. Тој како млад се школувал кај познатите во тоа време учители Гамалаил и станал фарисеј, односно оној кој го познава и толкува законот и писмото. Во прво време бил жесток гонител на христијаните, но при едно такво гонение близу сириската престолнина Дамаск, на чудесен начин имал видение и разговор со Господа Исуса Христа и по овој настан, сменувајќи го името од Савле во Павле, станал најголемиот мисионер и проповедник на христијанството. Павле е заслужен за формирањето на првите цркви заедници во Мала Азија, на Балканот, меѓу кои во Македонија, потоа на островот Крит, во престолнината Рим и така натаму. Токму заради ова апостол Павле е познат во историјата на црквата како апостол на незнабожците. Неговите 14 посланија до разните цркви во светот се влезени во новозаветниот канон на Светото писмо и од нив црквата се уште широко се подучува. Апостол Павле за време на својот живот направил 3 мисионерски патувања, каде соочувајќи се со разни неволи и искушенија, сепак успел да ја утврди црквата. Апостолите Петар и Павле се можеби најзначајните личности во историјата на црквата. Од искуство знаеме дека најтешко при секоја работа, при секој наш потват во животот е да се постават темели, да се постави базата, основата. Овие апостоли, драги браќи и сестри, се луѓето кои ја организирале Светата црква. Ним црквата им го должи својот развој, им го должи своето учење и се разбира им должи за можноста за напредување и достигнување на небесните височини, кои исто така и на нив им прилега слава на едносушната Тројца. Драги браќи и сестри, ние како Света православна црква и утре и во понеделник ќе го прославиме овој голем ден, Петров ден. По тој повод во нашиот свет храм и утре со почеток во 10:30 часот и во понеделник ќе имаме свети божествени литургии, каде што ќе ги прославиме овие свети апостоли и сите апостоли, каде што ќе се подсетиме и ќе упатиме молитви, тие да го молат Бога за нас, да бидеме цврсти во верата, да бидеме исполнителни во законите Божи и по тој пат да го наследиме Царството Божјо. Сите оние кои што го празнуваат овој голем празник како куќна слава, сите оние кои што ги носат имињата на светиот апостол Петар и Павле, како Петар, Павле, Петранка, Павлинка,
и останатите имиња кои што се поврзани со овие свети и големи имиња, нека им се честити од Бога благословени. А на сите нас, Господ преку молитвите на светиот апостол Павле и Петар, нека ни дарува телесно здравје и духовно спасение, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Тешка ме болест нападна, младоста ми ја однесе, за мене лек не се најде, од болест јас ке си умрам. За мене лек не се најде, од болест јас ке си умрам. Ќе се напијам, овој живот ке го испијам и не жалам. Ноќва ако јас си заминам, ќе се напијам, овој живот ке го испијам и не жалам. Ако заминам, две рози либе ти оставам, чувај ги мила, расти ги, да не им јас недостасувам. Чувај ги мила, расти ги, да не им јас недостасувам. Ќе се напијам, овој живот ке го испијам и не жалам. Ноќва ако јас си замирам, ќе се напијам, овој живот ке го испијам и не жалам. Ако замирам, ќе се напијам, овој живот ке го испијам и не жалам. Ноќва ако јас си заминам, ќе се напијам, овој живот ке го испијам и не жалам. Ако заминам, ќе се напијам и ќе заминам. Ќе се напијам, ќе се напијам. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните сопственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат.
za vas Energy Band uživo. Dosta vreme ergenode, dosta lični momi vode. Dosta vreme ergenode, dosta lični momi vode. Dojde vreme da se žena ovoj život da go smena. Ej, dojde vreme da se žena ovoj život da go smena. Aj, nek se pe, nek se pije, maškoro, nek se vije. Aj, nek se pe, nek se pije, maškoro, nek se vije. Stara majko svatoj kadi, neka bi da se odbrani. Stara majko svatoj kadi, neka bi da se odbrani. Vikni zurdi da pani, stara majko rofadi. Vikni zurdi da pani, stara majko rofadi. Aj, nek se pe, nek se pije, maškoro, nek se vije. Aj, nek se pe, nek se pije, maškoro, nek se vije. Ajde maestro, ajde veselo. I za vas Energy Band uživo. A sve najavimo.
tri sina, ti mi majko teško mi da. Ej se ti dade za tri sina, ti mi majko teško mi da. Aj nek se nek se pije, maškoro, nek se vije, aj nek se nek se pije, maškoro, nek se vije. Компанијата Cougar Cutting Tools, која се наоѓа во Клинтон Тауншип, бара 20 работници кои се квалификувани или сакаат да добијат квалификации за изработка и сечење на делови кои се наменети за авио и медицинската индустрија. За подетални информации можете да се јавите кај Васко Стефановски на 586 945 7778 или да го посетите вебсајтот на компанијата www.cougarct.com. Koga si sam i tažno je se naneti se Makedonija ti nudi ljubav i sen. Tamo kaj što vечно сонце сjaje, tamo je Makedonija, narod zemlja što gi sakam jaz. Vardar gali, polinja sa žito, slobodna i gorda, kako gorska pizza, zopet snata svoja, zemlja van, ligi maget sa srca van i vino od izvorodne zimnog glad pijam jas. A je! Zite! Koga si sam i tažno je se na sjeti se, Makedonija ti nudi ljubav i sen. Koga si sam i tažno je se naneti, sjeti se, Makedonija ti nudi ljubav i sen. Makedonija
koga si sam. Bravo! Koga si sam i tačno je sve da ne ti se Makedonija ti nudi ljubov mi se. Koga si sam i tačno je sve da ne ti se Makedonija ti nudi ljubov mi se. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. More, kume bre, ke se to ti izgo
продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Ај кога ке дојде денот да се омажа, што е свадба, права свадба, ке ви покажа. Ај, цела недела, ај, само музика. Ај, цела недела, ај, свадба весела. Свадба ми е, ке се женам јас. Спремај мајко бела руба за невестата. Во недела свадба ми е, ке се женам јас. Спремај мајко бела руба за невестата. Ете мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, нека знаат сите, да се жени мајко синот твој. Ете мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, море нека знаат сите, да се жени мајко синот твој. Ти си ставен, куме, заиграј, оро поведи, куме, наздрави, крени чаша ти. Денес, куме, ти си главен, прв на оро ти си ставен, куме, заиграј, оро поведи, куме, наздрави, крени чаша ти. 4 месеци свадба се спрема, а старосватот гајле си нема. 4 месеци свадба се спрема, а старосватот гајле си нема.
Bistar osvate ti da se napiješ, danes ti je redot da se veseliš. Bistar osvate ti da se napiješ, more danes ti je redot da se veseliš. Tapan bije, veselo je se, site rodnini mi se sobrale. Ajde, ajde, site na noga, vesela soma sve krva. Ajde, ajde, nek se zaigra, vesela soma sve krva. Svadba tvoja je, kjerko moja ubava, i od radost gdje mi pukne dušava. Od malečka ti mi beše sretnjata, a ja s dene si ja mažama kjerkata. Ti si moja zvezda i na tatko gordosta, i to je drgo dočekav da te vidam nevesta. Ti si moja zvezda i na tatko gordosta, i to je drgo dočekav da te vidam nevesta. Da pa na grmi zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Da pa na grmi oro se viori, čat pesni lele do zori.
da se zatrese, lična moma se mažeše, da panagarami oro se viori, eća pesni lele do zori. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Nasmevka mene me opiva, za nas
silni jadovi, svoj otpad zatrupan, se ušte go znam, ako zgrešam neka izgoram. Svoj otpad zatrupan, se ušte go znam, ako zgrešam neka izgoram. Ej, ridovi, sini morinja, samke moram da me probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam neka izgoram. Nazad ke se vratam pak, vo gradite edra, raspunuvam zapak. Obnovi visoki, samke izodam, ako zgrešam neka izgoram. Obnovi visoki, samke izodam, ako zgrešam neka izgoram. Ej, ridovi, sini morinja, samke moram dalek probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam neka izgoram. Ej, ridovi, sini morinja, samke moram dalek probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam neka izgoram. Ako zgrešam neka izgoram. Компанијата Cougar Cutting Tools, која се наоѓа во Клинтон Тауншип, бара 20 работници кои се квалификувани или сакаат да добијат квалификации за изработка и сечење на делови кои се наменети за авио и медицинската индустрија. За подетални информации можете да се јавите кај Васко Стефановски на 586 945 7778 или да го посетите вебсајтот на компанијата www.cougarct.com. Твоите очи лено мори, воденски череши се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Sevda moja, sevda da mi izlezi.
izlezi. Tvojto usne leno mori, kostursko kutivče. Daj mi go na mene, jas kada go otvora. Merak leno mori, merak da mi pomini. Da mi izlezi. Tvojta snaga leno mori, tenka je, visoka je. Kada ja pregrna